Председателот Иванов изјави дека ќе ги испочитува роковите според Уставот за доверување на мандатот за формирање на владата. Председателот во согласно со Уставот на Република Македонија заклучно со 9 јануари треба да му го довери мандатот за состав на владата на Република Македонија на кандидатот на партијата, односно на партиите што имаат освоено најголем број пратенички места во парламентот. Потоа во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот, мандатарот е должен да го предложи составот на владата и треба да му поднесе програма на собранието. На предлогот на мандатарот собранието ја избира владата со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Председателот Иванов изјави дека ќе ги испочитува роковите според Уставот за доверување на мандатот за формирање на владата. Постои устав и во кој се одредени роковите и треба да се ги почитуваме роковите. Јас како председател сум обврзан според уставот по конституирањето на собранието во 10 дена да го дадам мандатот. Потоа следи мандатарот, има 20 дена кога треба да ја состави владата, која треба да добија мнозинство во парламентот. Така што сето тоа е одредено и почитувајќи ги процедурите, почитувајќи го уставот, даваме сигурност кај граѓаните и известност за политичките процеси. Инаку на предвремените парламентарни избори што се одржаа на 11 декември, најмногу пратенички места освои коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН е 51 мандат. Потоа коалицијата за подобар живот во Македонија предводена од СДСМ 49 мандати. ДУИ освои 10 пратенички места, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2.